Продолжуваме со утринско обудење и со темава која на почетокот ви ја кажав. Уште вчера со проекторот разговаравме и намерно, во животот ништо не е ненамерно, повикав моја утринска гостинка која е душата на едно здружение за научно здружение за улогата на Штипско Ново село во македонската историја. Сега претенциозно би било да ги менувам квалификативите, бидејќи улогата на Штипско Ново село во македонската историја е несомнена. Јас, како што знам, Штипјани, тројца Штипјани се државници во Република Македонија, тоа се председатели. Едниот е Лјупчо Арсов Гоце, председател на председателството, вториот е новинарот Апостолски, кој не е во блиска родбинска врска со генералот Апостолски, Киро Глигоров. И за оваа кратка историја на Македонија од 70-ти на години, која ќе видите дека жезлото на власта го држале најмногу луѓе кои се родени околу Исарот и Ново село. Такви личности има многу. Низ овој разговор од половина час ќе се обидам со мојава гостинка да ви кажеме, поточно таа да каже многу повеќе за работи кои одамна не сме ги знаеле, одамна сме ги заборавиле, одамна не се актуализирани и одамна некои личности се избегнува нивното поставување на вистинското место. Од идеолошки, политички и некои други причини. Јас слушнав од еден наш филозоф, професор на Филозофскиот факултет во Скопје, една многу интересна реченица. Вели вака: ако почнеме да го осветлуваме ликот и делото на Тодор Павлов, ние тогаш ќе си поставиме огледало пред кој ќе видиме дека и не сме така големи како што се замислуваме. Единствено што можеме да му префрлиме е дека со модерен речник дека играл за погрешна репрезентација. За овие вакви теми со моја утринска гостинка, новинар, медицински работник, хроничар, неуморен собирач на минатото низ документи и низ сеќавање. Елена Јоксимовска. Добро утро. Добро утро, благодарам што ме поканивте и го најавивте веќе настанот. Јас само малку повеќе можам да објаснам. Значи, утре во 10 часот во големата сала на собранието на општината Штип ќе се одржи свечено отварање на овој собир, научен собир, кој за прв пат се организира и е посветен на историјата на легендарното Ново село. Како прв чекор, што досега никој не го направил и не го направиле, не знам од кои причини, навистина не ми е јасно, толку богата историја, таков феномен, да не дојде на ред во македонската историја да се расветли од сите аспекти, затоа што има многу што да се зборува за Ново село. Не е само револуционерното движење, кое секако има големо значење, и свое место, меѓутоа Ново село дало личности од сите области. Кога велам од сите, комплетно од сите области, и тоа личности кои добиле највисоки признанија во таа област во која се залагале, оставиле трага, што треба да ни служи на чест. Така. Сега ќе ви кажам еден друг податок кој сум го прочитал, кој историчарот академикот српски Чубриловиќ Васа го напиша некаде таму од 80-тите години, пишувајќи за големите српски семејства од црковно значење, како Арсен Черноевиќ и Шакабенда и така натаму. И тој во еден негов запис пишува дека 1740 година, една година во Ново село престојувал патриархот Арсенije Шакабенда. Значи бил во Лесновскиот манастир, потоа во Ново село една година присвоил, дека била турско-австриската војна, и подосна тој како патриарх оди во Печуј, па во Будимпешта и на крајот починува во Војводина. И тоа е интересен податок, зошто е таква крупна личност патриарх една година ќе остане во едно малечко, во клисура поставено село. Така, убаво прашање поставивте.
Значи Новосело во тоа време, поради превирањата кои со тие руско-турски војни биле многу, и сега кога турско-австриската војна, сите, како да кажам, важни работи за црквата биле преместени во Новосело, бидејќи Новосело било едно, така да речем, заштитено место прво од султанот. Така. Да споменеме дека со турско играде на Мурата II е формирано како мортолошко место, 24 мортолошки офицерски семејства да ја чуваат клисурата, и тоа е направено во Дефтерот турски пишува 1640 година и наречено село на два моста, Кјупрули и Ќој, или така нека. Да. Сега да не се свати дека тогаш Новосело е формирано. Не, тоа е документ кој постои за овие 20. Тогаш е прогласено за такво место и е од султанот привилегирано за да го чува влезот, затоа што од таа страна, за да влезе во Штип е единствено клисурата, нема друго место. И тие како чувари на тој пат и на клисурата, а подоцна и чувари на мостот, затоа што мостот со другата страна покасно е изграден, поради тоа што таму било азил за лепрозни. Кежовица била азил за... Тоа е првиот лепрозориум. Значи, подоцна и мостот го одржувале така да, како привилегирано место, многу немале турците право да навлегуваат, затоа во тоа време патриаршијата била покровител на сите цркви. Значи, Печката патриаршија, Кјустендилската, сега не знам како... Митрополија, веројатно Митрополија. Митрополија најверојатно се преместуваат во Новосело, кај што било епископско седиште едно известно време. Сега правете разлика измеѓу епископија и архиепископија. Да, епископско седиште, кое било во близина на црквата Свети Покров Богородица. Сега Да, точно таму била и митрополската зграда и таму дошол Шакабенда. А дошол од причини што се договарале да бидат на страната на христијаните, значи да ги победат, да ја победат Отоманската империја, да ја истераат од Македонија. Во колку не, договорот бил таков, Шакабенда лично дал согласност, не согласност, туку потврдил дека тоа ќе се исполни затоа што со Марија Терезија веќе имал договор. Значи, сите од Штип, од Македонија, сите ќе одат заедно со него во Австро-Унгарија. И ќе им се дадат имоти, ќе им се даде место за живење, што после тоа и така било. Така. Интересна работа. И затоа Шакабенда бил овде. Јас имам лично видено некаде крајот на 80-тите години во Украина едно место кое се вика Железничка станица и еден патокас има се на се пишува 500 македонски полк. Според кажувањата и според историчарите, тоа се истите овие луѓе што со Шакабенда од Источна Македонија отишле од Австрија и следните 10 години незадоволни од положбата емигрирале во Русија. Не само незадоволни, а незадоволни мислите од Марија Терезија? Да. Не исполнила тоа што ветила. Ама голем дел исполнила. Им дала простор за цркви, за почнале еден нов живот. Вие кои ќе отидете во Војводина, сите се на Офинаски. Да, посебно источниот банатски дел. Да. Се преселиле во една нова татковина, почнале еден нов живот, што било за Штип многу карактеристично. Јас пронајдов еден податок дека во селото Црмница, во Црнагоре, откаде што е и Темпо, Светозар Вукмановиќ, има еден огранок од џонови, од Новосело. А тоа бил 45 година овде. Држал говор, 44-та. Не, зборувам сега за семејството џонови, кои се... Има ги неколку семејства и други презимиња веќе имаат, нели? Меѓутоа потекнуваат и тие сами кажуваат за себе, потекнуваат баш во тоа време, кога била Австро-турската војна. Тоа е од 740 до 750-760. И да не се залажуваме дека Штип било пожарен до темели. И неколку пати. Неколку пати и многу раселен. Дури наоѓаме еден огранок од Новосело, најдов некаде во едно Куменовско село тамо према српска граница, кажуваат ние, нашите стари дошле од таму. Значи знаат кој од каде, а најмногу побегнале во Бугарија.
значи, дедо ми кажуваше, затоа што еден е и тој после Илинденци се тие, после Илинденското сите бегаат во Софија, и вика, ние повеќе бевме таму штипјани во Софија, отколку што имаше штипјани во Штип. Значи, не еднаш, кој знае колку пати се расселувале, бегале, таква била судбината. И сега, од позиции денешни, кога посматраме за некоја личност отишла во Бугарија или во Србија, овој бил бугарин, оној србин, многу сме неправедни. Не сме живееле во тоа време, не знаеме како било. Со денешен трк ги оценуваме од тоа време. Да, врати се во историјата, биди во тоа време, биди под таква закана како што били тие. Животот им бил загрозен. И остани, не знам како да кажам сега, сакат да речат македонци, па никој не ја признавал тогаш, немале право. Јас знам во Балабанов, во Александар Балабанов, професорот, во неговата книга И јас на тој свет, пишува дека кога доаѓа од Лајпциг, како студент, за да влезе во Македонија, сакал Штип да го види и да си ги посети семејството, таму му пишале дека доаѓа во Штип во Македонија. И на граница не го пуштаат. Овој му вика, забранета е таа, тој збор е забранет Македонија. Не може да си влезе, а не па да се представи јас сум Македонија. Не било возможно. Така. Мора да го признаеме. Мора да го признаеме. Морам да искористам оваа положба, да прокоментирам и јас, а вие сакали вие да прокоментирате. Да се живее во една држава во која што од Александар Батенберг па подосна се прави на конструкција државна политика, во која што многумина од новоселци и штипјани завземали високи положби, пари до регенти. Може да споменеме на личност која многу малку се знае во Македонија. Тој е Спиридон Михајлов. Спиридон Михајлов е роден чичко на Ванчо Михајлов, а е полковник по чин и некој 10 или 15 години начело на војната разузнавачка обавештајна служба на царството Бугарија. И е личен пријател прво на Фердинанд, а подосна и на Борис. Тоа е личност за која ние зборуваме за неговиот внук. А во државната структура на Бугарија, во тој дел од водењето на таа политика, он е неодменлива личност. И тоа се од некоја таму 14-та па до светонеделскиот атентат. Се Спиридон Михајлов, кога велите, поради тоа што таткото на Ванчо Михајлов се вика Михаил. Да, така е. Затоа е... како може да е Михајлов? Они се гаврилски. Така пишува. Може би така пишува, може да е некоја друга. Михајлов. Не, се работи за чичкото на Ванчо Михајлов, тоа не спорно. Може да се работи, не велам не. Меѓутоа презимето Михајлов ќе провериме. Ми е неспојиво затоа што тој се вика Мише Михајлов. Така, таткото. Значи не може братот да му се прозива Михајлов по него. Да споменеме дека презимињата кај нашиве македонци се воспоставуваат како семејни презимиња по некаде во зависност од тоа која каква власт има, но во Бугарија веднаш после 20-та година, а во Турската империја никогаш не добиле семејни презимиња, туку презимиња на родителите. Сега вака кога викате за презимињата, добро ми е познато тоа. Во турскиот период нема семејни презимиња. Така. Значи, твоето презиме е определбата за твојот идентитет е името на таткото. Значи, затоа се вика Ванчо Михајлов. Така е. Михајлов е подоцна, иначе во турско е Ванчо Михаил. Нема друго презиме. Сега, подоцна се ставани презимиња семејни по местото од каде дошле или по занајатот кој го работеле. Значи, по некоја специфично. Затоа во Штип има кандиларци, камиларци, не знам... Многу така натаму. Јас ви искористам само едно прашање. Само да кажам дека ова ОФ, затоа што ски и цие во Штип презимињата во далечното минато, со доаѓањето на екзархијата се воведени овие. Тоа е русофилството. Да, на ОФ и ЕФ. Ја би една друга тема за која многу малку барем јас многу малку сум прочитал, но е многу интересна. А вие знам дека знаете. Во Новосело некаде по 1800 година, по Наполеоновите војни или пред, се доселиле, уствари најмногу по Али Паша Јанински
буната се доселиле богати семејства од Корча, од тој дел од Албанија, со романско-влашко потекло. Така е. Не само од Албанија и од Грција. Значи, Ново село едно време се претворило во место на бегалци, колонија на бегалци. Значи, дошле многу од Москополе, дошле од Крушево и поради чума им изумрела стоката, се преселиле. Исто од Али Паша Јанински и од Грција дошле. Загоричани кога било изгорено, джидрови баш од таму потекнуваат. Сега што ги имаме семејство. Доаѓаат од Загоричани, од Кукуш. Значи, може би затоа е Ново село, затоа што било испразнето од старите жители. Многу пати станало ново. Да, најверојатно, има нешто такво. Сега, Ама не останале тука. Се задржале известно време, ги има по цел свет, по Европа многу. Но има уште една легенда околу правењето на црквата Успение на Света Богородица за трговските семејства од Ново село, добивањето на осветувањето и добивањето на документите од турската власт тогаш, а тоа е врската помеѓу еврејските семејства овде, еврејската заедница во Алесандрија и во Антиохија и трговските семејства од Ново село. Зошто Артемија 850 година ја осветил црквата како патриаршиска? Затоа што се уште била патриаршијата. Од 1872 доаѓа екзархијата, да. И тоа е тај црковниот вопрос за кого многу може да се зборува, да. Инаку црквата како патриаршиска во тоа време под тоа име, под православието, биле сите заедно, немало поделби како денес. Значи, за црквата Света Богородица во Ново село се собирани пари од Софија, од Белград, од Москва. Сите православни давале да се гради. Не се гледало каде, на која територија се сметало православие, немало такви поделби и сите дале пари за црквата. Инаку на тоа место имало стара црква. Така, во барокен стил, тоа го споменува и академикот и генералот Михаил Апостолски, зашто дедо му апостол работел на црквата, правил чевли. Така ли беше? Ние оде една мала пауза од ДПП, па ќе продолжиме. Сега. Продолжуваме со утринско будење, зашто ние продолживме овде со дискусијава, тоа е така овде во студијово, ама кога се вклучат камерите имаме една друга дисциплина, нели? Претпоставувам дека некаде до 11 часот нема да ни биде доволно се што сакаме да кажеме со мојава гостинка, простете, но еве само нешто на кратко. Јас имам ви кажа во паузата прочитано е документ од маршалот Ерих фон Манштајн, кој 14 година поминувал во Штип, останал 1 месец, како втор штаб на маршалот Мекензи кој бил во Дојран. И тој пишува така, отприлика 3200 жители се турци, околу 3000 се ортодокси, како што вели он, христијани, наши, македонци, и пишува 70 до 80 еврејски семејства. И пишува како во заеднички склад живеа, така интересно за еден маршал кој подосна е Хитлеров маршал, нели? Но тоа е населението на Штип, кој тогаш, да подсетиме, нема околу 6000 е непосредно после Балканските војни. Пописот турски дефтер кажува дека 898 или 900 година, тој попис го има, може да се види овде во музеот, или делови од него, пишува дека има меѓу 32 и 34.000 жители, така? Па приближно, не така точно, меѓутоа тука некаде. Сега, за 40 години, ова е за 15 години, тој е останал само една четвртина, не е четвртина, една шестина, а веќе 40 години има околу 10.000 жители. За 30 години таква турбуленција на едно населено место. Па знаете, Балканските војни за секогаш ја промениле картата, националната. Затоа што прво сите турци го напуштиле Штип, си заминале бошњаците. Така, тоа е една третина. Евреите исто така. Евреите секогаш биле на страната на турците, не заборавиле дека тие ги прифатиле по програмот. Како Сафариди. Да, програмот кога бил во Шпанија, и секогаш кога се работело
да бираат турци или христијани, ги одбирале турците и им биле многу лојални. Иако со животот бил добар. Меѓутоа, ако стане ујдурма, тие се на страната на турците. Да. Значи, евреите кога го напуштиле и ортодоксното население, вие што викате македонското население, заминало кое каде, во Бугарија најмногу, значи останале најхрабрите, односно сиромашните кои не можеле да го напуштат Штип. Така. Тоа е вистината. И уште едно прашање, има уште многу прашања такви, уште едно прашање сега во мој момент. Вчера разговарав со некои мои пријатели и тоа е оној пак од Томана простор за кој што ни малку се интересираме, освен турските историчари, например за камениот мост, едниот, вториот камениот мост, за џамиите. Има податокот дека мостот на Брегалница, камениот мост се вика Емин Кјучук Султан Ќуприли мост, така? Така. Сега тоа Емин Кјучук е дете Емин, а кој е султанот кој дал пари или под негово покровителство да се направи мостот? Не се работи за султан, така го викале. По тоа име се градени цркви, џамии и не се работи за султан, туку за видна личност. Како сега ние да речеме имаме некоја личност која ја почитуваме и го нарекуваме така. Значи да не поврзувате со султан. Тоа му е да речеме она никнеим што викаат, надимак. Камениот мост и Хусамедин Паша. 20 години бил командант, стратег на овој дел, турски командант на овој дел на Македонија. Така. Денешниот камен мост, каменик ние што го викаме Штипјани, предходно кога поминал Евлија Челеби, го опишува како дрвен мост со многу украсен, многу убав. Меѓутоа, водите на Отиња знаеле да се пошегуваат со мостовите и ги носеле. Тој мост кога е однесен, значи сватиле дека нема веќе градење од дрво мостови, еден мора да има за премин и тогаш се направени основите и до ден денес се тие основи. Он е доградуван, правен во различни форми, меѓутоа основата е таа, направена со каменни. Тоа е пред 350 години. Па, може би. Така. Сега, уж за времето си одминува, но мора да ви поставам прашање, реков за Спиридон, но и за уште еден правник, еве гледам во овде е ставен неговото дело на разгледување современо, иако многу малку знаеме, министер за правда во царството Бугарија, социјалист, универзитетски професор и правник кој, јас не знам дали некој од тоа време од Македонија напишал такво дело, тоа е коментарот на трговскиот законник. Петар Джидров. Многу малку знаеме за него. Сега вака, тоа семејство Джидрови, малку генезата да ја кажам, е единствено. Во Македонија, се што ќе чуете Джидрови, тие се роднини, од ист корен. А не само во Македонија, ги има во Грција, ги има во Србија, ги има во Бугарија, ги има во Канада, ги има во Австралија. Значи, едно семејство од еден корен, сите Джидрови се роднини, подалечни или поблиски. Еден од тие е овој Петар Джидров, кој 1898 докторира во Швајцарија правни науки. Потоа во Бугарија нема враќање во Штип, се знае, сите што пребегале им било јасно. Почнувајќи од сите наши, Јосиф Ковачев, сите тие што избегале знаеле дека овде враќање нема. И се преусмериле да живеат во една друга држава на еден нов начин, затоа што немало алтернатива. Тој бил адвокат, па исто како социјалист, еднаш бил прифатен, еднаш бил гонет, па и во затворот поради такви идеи е и починат. Значи едно големо име. А починате да споменеме 42-та или по Втората светска война? По Втората светска война, некаде 53-та година. Тоа било след долги години на затвор и мислам дека е починат во затвор. Да, во затворот е починат. Значи тоа е исто едно наше големо име со кое ние можеме да се гордееме, прв доктор по правни науки. Имаме Новоселец. Потоа негови роднини Катерина Джидрова, учителка со Гоце Делчев, носителка на Илинденска споменица. Значи имаме жена Илинденка, имаме и други кои не се познати, со неа учителки. Исто, кои носеле оружје, писма. Биле дел од организација? Да, биле апсолутно. Потоа нејзината ќерка Блага Джидрова, која е медицинска сестра и е носителка на партизанска споменица од 41 година. Во Македонија
Мислам дека може би од овој дел е единствена жена носителка на споменица. Веројатно. Да. И да не зборуваме, тоа е феномен. Ново село, тоа ни е целта сега, утре ги поканувам сите штипјани кои го сакаат Ново село и кои имаат интерес. Тоа е единствен феномен. Да дојдат, да ни дадат поддршка, затоа што Ново село навистина е феномен, од таму произлегуваат интелектуалци, пар екселанс, што би се рекло, ценети во целиот свет и ни служи на чест на нас. Така, и други општествени работници, луѓе кои задолжили на ваков или наков начин историјата на својот народ. Вака интимно според вас, кои од личностите од родени во Ново село, ние да споменеме дека некој отишло од овде со 10 години, нема некои отишли и со 30, со 25 години, кој од личностите според вас не е само контраверзна, ако е контраверзна ќе се зборува за контраверзијата, туку се настојува да биде заборавена. Или ако не, еве, го споменувам Петар Джидров, има такви уште неколку личности. Па да ви кажам, не е една, повеќе се. Најмногу, најпознати Каде е роден Ѓурков? Во Ново село. Значи, еве. Мислите на оној убиени од 25-та година? 25-та година Ѓурков. Во Ново село. Ѓуркови се познати и како Кертакови. Значи, со две презимиња функционираат, а тоа е едно исто семејство. Корените, мислам. Има многу што да се зборува за Ново село, има многу да се прибира уште материјал и покрај тоа што ние имаме прибрано голем дел од тој материјал, има многу и може би во подалечната историја да се навлезе. Така, ние се држиме за втората половина на 19-тиот и прва половина на 20. Меѓутоа историја имало и пред тоа. Се разбира. И тоа има личности за кои треба да се зборува и со кои треба да се гордееме. Така. Неспорно. Споменате еден податок многу интересен, а тоа е за правењето на барокна црква на местото каде што денес се успени на Света Богородица. Тоа е некаде почетокот на 19-тиот век, околу 1800 и некоја. Значи, ако најголемиот број на семејства кои стекнале имоти од 820 па до 40, нели, според документите кој колку плаќал данок, ова е црквата е веќе тогаш изградена. Зборуваме за една самосвест на луѓе христијани, не зборуваме за национална освестеност, нели? Тоа многу ќе надведе далеку дискутабилност. Меѓутоа како христијани кои имале потреба да направат барокна црква. Да. Не било можно до Хатишерифот и Хатихумајумот, не било можно изградба ни на училишта, ни на цркви, ни на собственост на имоти. Значи се било национализирано, да го речеме во како денешен израз. Немале право, затоа биле чивчи, немале право на земја на тоа. Од кога под притисок на Европа навлегуваат овие закони и им се дава право и на христијаните да имаат имот, да градат цркви, да градат училишта, почнуваат тие установи да никнуваат. Шпиталето 1840 година е градено, азил за сиромасите, стари, болни, да ги прибере. Да се гради хотел. Хотелот го изградил Аџи Костадинов ан, па потоа е даден на црквата, па одземен од црквата како хотел Белград и така натаму. Денес не постои. Така и во Ново село. Во тоа време функционирал Покров Богородичен, манастирот, каде да речеме женските деца се описменувале, учеле рачна работа, да ткаат, да плетат. Затоа се води како после женски манастир во Македонија до 50-та година. Да, и таму имало баби ја викаат, затоа што ги прибирале сите незгрижени стари луѓе и таму ги чувале. Значи имало, како да кажам, двојно дејство. Едното е младината да ја обучува од женски пол, другото да ги прибира старите. Исто со голема почит према тој манастир. И сега, тие трговците, кои биле богати, а Фионот посебно донел жолтици во амбарите на богаташите, тие пари, а тие шетале многу, по светот шетале и овде ја носеле таа култура. Ново село, зошто се вика, до тука е ала турка, од тука е ала франка. Да, ала турка е ала франка. И тоа постои, да. И поради таа потреба да бидат на ниво, како и ти, а можеле. Затоа е
градена таа црква, за толку малку луѓе тамо толкава црква. Значи, тие биле визионери, моќници. Интересно е што ова за Ново село ме прави многу горда, затоа што екзархијата ги финансирала училиштата. И плаќала учителите. Ама новоселци тоа не го дозволувале. Тие од екзархијата за учители не барале пари, за општината не барале и не сакале екзархијата да им поставува учители. Тие го викнале Гоце Делчев, не го поставила екзархијата. И сите други учители. И многу сум горда со учителската фела која потекнува од Ново село. Има цели семејства на учители, почнувајќи од семејството и на Тодор Александров. Тоа е една лоза учителска. И татко му, и сите 5 сестри. И сите 5 сестри, дури во Истанбул. Така, велика е во Истанбул. Велам Истанбул, поденешно, иначе тоа е Стамбул. Стамбул. И морам да кажам дека Штип не е Штип, туку е и Стип, од причини што во правописот на турскиот јазик имињата не почнуваат со самогласка. Значи мора согласка. Скопје не е Скопје и Скуп. Или Јускуп. Штип е и Стип, Стамбул е Истанбул, Измир е Смирна е Измир и така натаму. Значи мора да биде на согласка. Тоа е разликата меѓу правопис. Имаме уште неколку минути. Јас кога почна да кажувам за регентот и академикот Тодор Павлов и приказната за средбата меѓу Михаил Апостолски и Тодор Павлов ја знаеме, но ја, како некој кој пасионирано ги собира овие податци, ги знае, забораваме за една друга личност која е роден, човек кој е роден во Штип, но исто така 13 или 14 години е председател на Бугарската академија и градоначелник на Софија. Се работи за Љубомир Милетич, историчар, публицист, новинар, позната личност. Има една повторна една друга врска со Војводина. Автор на автономијата на Војводина е Светозар Милетич. Тој е роден чичко на Љубомир на Ѓорги Милетич, на таткото на Љубомир Милетич е брат. Роден брат. Денес големиот споменик во Нови Сад е на чичкото на Љубомир Милетич. Тие потекнуваат од Мошарин. Така. Љубомир Милетич... Овде е прашањето. Дали потекнуваат од Мошарин, зашто има еден податок, една меѓу историчарите, дека тие во Мошарин како ново место се доселиле во преселбите од 1690 или 1740. Тоа го почнавме разговор. Така е. Дека тие се од овде. Од овде. Јас сакав да го кажам, ама вие многу знаете. Само после 2 генерации се враќа. Не можам со вас. Ме изненадувате колку многу имате познавање од оваа област. Она што мене ме прави горда, кој како сака нека го свати. Бугарската академија на науките е формирана од Љубомир Милетич и Тодор Павлов. Значи, двајца штипјани им формирале академија на науки. Од кога? Од еден од нив како председател, Тодор Павлов, во исто време кога на Македонската академија на науките е Михаил Апостолски. Двајца штипјани, комши, од едно мало новоселско Сокаче. Не верувам 10 метра да има меѓу нив. Така е. На две држави, на две академии на науки председатели. Мислам, нема коментар. Нема коментар. Тоа е веројатно една случка која не само случка, туку појава која не може да се спореди. Ако ќе сватиш дека Ново село веројатно има километар по 500 метра во воздушен пречник, на едно место не може да се избројат. Сега се зборува за 100 луѓе, над 100 луѓе, не зборува за 10 големи луѓе, него над 100. Дали 100 ќе се вклопат во семето? Ќе се вклопат, да. Тоа е мислам дека многу повеќе. Исклучителен феномен. Еве ние денес се обидовме за момент, утре ќе го проследиме, ова Ирис телевизија ќе го проследи. Мене беше исклучително задоволство да разговарам со вас. Сега на крајот ќе ви кажам едно интервју правеното е мој пријател со Љубиша Ристич, познатиот режисер кој има македонско потекло од Охрид, и неговиот разговор со Мирослав Крлежа. Се работи за 78 година, мислам. Разговорот со Крлежа во кој што Ристич го обвинува, вели, ние во Византија си бевме на висока цивилизација, дојдовте вие варварите
па ја расторивте хармонијата на Балканот. На ова може да се прочита во мемоарите на кои ги пишува Енес Ченгич за Мирослав Крлеџ, тој вели вака. Па добро, сакаш да ти кажам дека Крлеџи се некаде тамо од околината на Дојран и дека и Крлеџи потекнуваат од Балканот. Ова може да се прочита во мој разговор со Крлеџа. Не треба никој да ви кажува и никакво интервју. Вика Номен из Омен. Името е обележие. Они викаат Крпелј, не викаат Крлеш. Самото име Крлеш зборува од каде потекнува. На крајот поентата е ваша. Прифаќам дека Номен е Омен. Така е. Благодарам уште еднаш што разговаравме исклучителен разговор и ќе се обидиме и да го повториме во наредно време, да видиме, модерно е денес да се каже, евалуација на постигнувањето нели. А ние да си направиме еден разговор околу тоа да видиме колку помогнавме со ова што проговоривме за личности кои го одредиле времето и кога живееле, а се мислам дека и кога ние денес живееме. Благодарам уште еднаш. И јас ви благодарам. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со Елена Јосимовска. Вие утре во 10 часот во големата сала на општината слушнете што ќе можат да ви кажат. Јас само на крај ќе ви прочитам како информација кој се ќе биде од гостин и кој се ќе зборува. Разни теми овде се поделени: образование, медицина, култура, уметност, архитектура, етнологија, духовност, личност, устна историја, слободни теми. Па овде ќе можете да го слушнете Зоран Тодоровски, Драги Ѓоргиев, Зоран Малинов, Маја Суша, Крсте Чидров, Наташа Дечовска, Вера Ѓошева, Лиljana Мазова, Александар Донски и Ристе Стефановски. Ако прескокнав некој, нека ми прости. Довидување дотре.